This is the largest mission that NASA has taken on. Додека патуваше подалеку од кое било вселенско летало дизајнирано да пренесува луѓе, персоналот на НАСА внимателно гледаше како податоците се пренесува од капсулата Орион на Артемис 1. Data taking. Термичка анализа, акустична вибрација. Analyzing the data. Анализирајќи ги податоците од Орион, се обидуваме да најдеме динамичен одговор за луѓето. So we want to make sure the spacecraft is Сакаме да се увериме дека вселенското летало е поставено за тие предизвици. Радиацијата пред се. 26-дневното патување на капсулата Орион, носејќи 3 кукли на десетици илјади километри подалеку од месечината, ја тестираше способноста на НАСА еден ден да носи астронаути, како Виктор Гловер, во летало каде што екипажот нема да има многу независна контрола. The maneuvers it's going to do are so complicated. Маневрите што ќе ги направи се толку комплицирани што за мене да имам мануелна контрола во текот на целиот режим на летот всушност додава ризик дека не мора да се обидуваме да контролираме се. We will have astronauts on board. Астронаутите ќе бидат во леталото и ќе ги следат сите системи. Ќе имаат 60 дисплеи кои покажуваат се на возилото и обезбедуваат команден интерфејс за возилото, но автоматизацијата во позадина ќе управува мисијата во целост. Шана Де Леон од НАСА, ветеран на програмата Space Shuttle, е дел од тимот која работи на нова и многу поинаква технологија од онаа што ја користеа последните астронаути за да стасаат до месечината. It's much different than Тоа е многу различно од ерата на капсулата на Аполо, каде што имавте класично лансирање со повеќе астронаути, а ги координирате астронаутите да преземат чекори и да го управуваат леталото. Артемис е автоматизиран. Тоа е возило управувано со софтвер, возило управувано со податоци, што ќе автоматизира се, од полетување до слетување. Представниците на НАСА изразија доверба во целокупните перформанси на Орион и покрај некои мали технички пропусти. НАСА сега мора да ги сортира собраните податоци како подготовка за следниот чекор, Артемис 2, првата мисија со екипаж што ќе се врати во орбитата на месечината закажана за 2024. all the data we get. Сите податоци што ги добиваме се успешни и тоа е најважното. И сето тоа го тестираме за да можеме да го минимизираме ризикот за Артемис 2. Според SpaceX, исто така работи на нов ракетен систем за да се стигне до месечината. За да помогне во долгорочните цели на НАСА, менаџерката за интеграција на програмата Бранел Родригес вели дека капсулата Орион е избор за летало на НАСА во догледна иднина. This isn't just this test flight. Ова не е само овој пробен лет. Ова е почеток на фантастична кампања што ќе го продолжи нашето истражување. Додека НАСА знае како ќе ги врати екипажите на месечината, кој ќе оди прв, се уште не е одлучено. Иако 18 астронаути се на потесниот список. Приоритет на НАСА е да ја испрати првата жена и првата личност од малцинска заедница на јужниот пол на месечината не порано од 2025.